Во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, ќе почнеме оваа утринска богослужба, кога за Божја слава ќе испееме песната број 38. Господи, во Твојот храм радосно доаѓаме и со песни фалбени сите пак сме здружени. Сите пак сме здружени.
Ќе го слушнеме 42 псалм. Како што кушутата копне по водни извори, така и душата моја, Боже, копне по Тебе. Душата моја жедува за Бога, за живиот Бог. Кога ќе дојдам и ќе огледам лицето Божјо? Солзите мои беа леп за мене и дење и ноќе, кога секој ден ми зборува каде е Твојот Бог. Се сетив на тоа и ја излив душата своја, како чекорев со мноштвото, ги предодев до Божјиот дом, при гласно воскликнување и прославување како на голем празник. Зошто тагуваш, душа моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи јас пак ќе го славам мојот помошник, мојот Бог. Тагува душата моја во мене, поради тоа ќе си спомнувам за Тебе од земјата Јорданска, од Ермон и од гората Мицар. Бездна повикува бездна со гласот на Твоите водопади. Сите Твои води и Твои бранови навалија на мене. Дење Господ ми ја покажува милоста своја, а јас ноќе ќе му пеам и ќе му се молам на Бога на мојот живот. Ќе му речем на Бога: Ти си моето засолниште, зошто ме заборави? Зошто одам нажеден, додека непријателот ме притиска? Трошејќи и коските мои, непријателите мои се подигруваат со мене, велејќи ми секој ден: каде е Твојот Бог? Зошто тагуваш, душа моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи Него јас пак ќе го прославувам, мојот помошник, мојот Бог. Амин. Ќе се исправиме за молитва. Господи Исусе Христе, навистина Ти си нашиот помошник, нашиот Бог, пред кого ние сме соберени ова утро, за да Те прославиме и да го возвеличиме Твоето свето име. Ти благодариме што денес Ти овозможи да се разбудиме, да го дочекаме овој неделен свет, сончев ден, за Твоја слава и чест, што можевме да дојдеме да се собереме овде, да го преминеме прагот на Твојот дом и заедно во еден глас да Те прославиме, да го возвеличиме Твоето име, преку молитви, преку песни, преку слово. Нема поубаво место, нема подрагоцено место каде што срцето гори, се спојува со Тебе, бидејќи ние го слушаме Твојот глас. Преку вера во Твоето слово, навистина Твојот глас може да допре во длабочините на нашите срца. И Те молиме ова утро Ти да го благословиш Твоето слово. Тоа да работи и да даде плод кој што ќе Те прослави Тебе. Доаѓаме пред Тебе, Господе, со слабости, со изнемоштеност, со тага и со радост, со успеси. Сите на различен начин застануваме пред Твоето лице. Со отворени раце, Господе, чекајќи од Тебе да дојде благословот, чекајќи од Тебе да дојде промената внатре во нас, надевајќи се само на Тебе. Прости ни ги гревовите, прости ни ги грешните мисли, грешните дела, планови и обнови не преку Твојата обновувачка сила, преку Тебе, Свети Душе, и очисти не. Прими не такви какви што сме. Спомни си за нас, спомни си за нашите ближни и сакани, кои што не се тука ово утро, и благослови ги. Спомни си за наши браќа и сестри, бидејќи денес по целиот свет се собираат во името Твое. Кој од утрото, кој од вечерта, нека се слави Твоето свето име. Ние се препуштаме сега на Тебе и се молиме во Твоето име, Исусе Христе. Амин.
Нека да го прославиме Бога со втората песна, број 199. Отворена е вратата низ која љубов зрачи и милост блеска низ неја од Исус, Синот Божи. Amen.
Драги браќи и драги сестри, сакам сите вас да ве поздравам срдечно, посебно брат Павле Коцев со неговиот син се овде присутни, ги поздравувам и сите кои што сте, не ве познавам, можеби некој од страна дојдени, сте поздравени во Божјото име, во името на Исус Христос. Исто така, јас сум благодарен на Бога што можем да бидам заедно со вас ово утро и да го прославиме Бога, да го слушаме Неговото Слово. Темата на која што ово утро според Божјата промисла ќе размислуваме ни гласи: сакаш ли да оздравиш? Ние ќе го видиме библискиот текст, ќе го слушнеме, врз кој што ќе биде заснована денешната проповед, а тој ни се наоѓа во Евангелието според Јован, 5 глава од 1 до 18 стих, и таму Исус Христос го поставува тоа прашање на болниот човек кој што боледуваше 38 години. И Исус му го постави токму тоа необично прашање: сакаш ли да оздравиш? Може да внимавате во вашите Библии, да отворите Евангелие според Јован, 5 глава од 1 до 18 стих, каде што Словото Божјо ни вели вака. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. А во Ерусалим, кај овчата порта, има бања по еврејски наречена Витезда со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваа да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше во придвижувањето на водата, оздравуваше од каква било болест и да боледуваше. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори: да, Господи, само немам човек што ќе ме спушти во бањата, кога ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. Исус му рече: стани, земи ја постелката своја и оди си. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше. А тој ден беше сабота. Заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот: сабота е и не треба да ја носиш својата постелка. Но тој им одговори: оној што ме излекува ми рече: земи ја постелката своја и оди. А тие го прашаа: кој е човекот што ти рече: земи ја постелката своја и оди? Но исцелениот не знаеше кој е, зашто Исус се беше оддалечил, бидејќи на тоа место имаше многу народ. Подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: ете, сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. А човекот отиде и им кажа на јудејците дека Исус е оној што го излекувал. И затоа јудејците го гонеа Исус и сакаа да го убијат, зашто тоа го вршеше во сабота. А Исус им одговараше: мојот Отец досега работи и јас работам. Затоа јудејците уште повеќе сакаа да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, туку и Бога го нарекуваше свој Отец, правејќи се еднаков со Бога. Амин. Драги мои возлюбени во Исус Христос, денес имаме прекрасно Слово Божјо, кој што Бог ни го упатува до сите нас. И таму ние забележуваме едно необично прашање.
нелогичко, така да кажеме. Сакаш ли да оздравиш? Има една поговорка во нашиот народ, вели вака: здравиот има многу желби, а болниот има само една. А таа е да оздрави. Кој болен човек не сака да оздрави? Ние не сме создадени за да боледуваме. Не сме создадени за да чувствуваме болка. И затоа ја поднесуваме многу тешко. Гревот направи за ние да имаме болка. И сега Исус прашува: сакаш ли да оздравиш? Прашањето се сосема во ред. Исус Христос не блада, не прашува нешто кој што е туку така од ред, реторичко прашање. Тој навистина знае што прашува. Тој е Бог, тој е учителот, тој е исцелителот и му вели: сакаш ли да оздравиш? Нека подред да видиме малку подоле во проповедта кој е тоа нешто подлабоко кој што се крие во неговото прашање. Сакаш ли да оздравиш? Го забележуваме Исус Христос како оди на празничен ден во Ерусалим. Првиот стих вели: потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим, главниот град, седиштето на Јудеја. И кога ние одиме да ги посетуваме главните градови, местата кои што се доста посетени од туристите, туристички места, и до ден денес Ерусалим се посетува од туристи. И тогаш луѓето во главно оделе на поклонение, на поклонување побожните јудејци во Ерусалим. И храмот бил тој кој што најчесто бил посетуван. Но гледаме Исус Христос, првото место каде што го посетува, кога влегува во градот во Ерусалим е бањата, наречена Витезда. Со 5 трему, љубава, голема, раскошна бања, тој оди да ја посети бањата и тоа не била бања каде што туристи одели ја посетувале, но таму имало многу болни. Словото ни објаснува во 3 стих: во неја лежеле многу слепи, куци и сушени, кои очекувале да се развижи водата, да влезат внатре и да оздрават. Дали тоа место е привлечно за посетување? Не. Поготово на некои историски локалитети би отиделе или на некои други места да се види во градот, отколку во некоја болница. Кој турист кога ќе отиде некаде во некој град, прво место ќе му биде болницата, онкологија или било која друга болница, каде што болните сакаат да оздрават. Но Исус не беше турист. Тој е лекарот. Неговото срце чука за болните, за страдалниците, за изнемоштените, за луѓето со наведната глава. Тој ги сака нив. И тоа е тоа кој што го величеше Исус, кој што го правеше различен од сите други луѓе. Затоа што оди на тоа место каде што има болка. Ги посетува и сочувствува со нив. Тој влегува внатре. Словото Божјо ни вели дека 4 стих е во загради, затоа што се толкува дека
покасно е додаден, се појавува ангел Господов од време на време, ја раздвижува водата и кој прв ќе влезе оздравува. Некој толкува дека тоа не е дел од оригиналните текстови, но како и да е, доаѓа лекарот над лекарите. Исус Христос, исцелителот, кој што воопшто не го интересира водата, ниту пак ангелот. Тоа е тој кој што дава здравје и лекува. Влегува во бањата Витезда полно народ, болни, куци, слепи, кој овка, кој лелека, кој можеби тихува, мирува, чека трпеливо. И црквата е еден вид болница. Сите ние со нешто доаѓаме. Кој телесна болка, кој душевна болка, кој од гревот натежнат сака да оздрави, кој од нешто друго, ние доаѓаме кај Исус Христос. Тој ги гледа сите луѓе и окото му паѓа само на една личност. Таа таму личност 38 години лежи овде и чека, нема кој да го спушти во водата, да оздрави. Можеби другите се помалку време, не знаеме, не е опишено. Но тој човек 38 години не е малку. Чекал тој да оздрави. Го забележува. Никој не му кажал колку време тој е овде, но знае дека е болен. Што ни кажува тоа? Исус те гледа и тебе, и мене. Веруваш ли дека ја познава твојата болка? Каква и да е, колку и тешка да е, колку и лесна да е, или нерешлива, Бог ја знае, ја гледа. Те забележува тебе од толку многу народ, тебе и мене. Ние не сме само посетители, но Исус Христос знае секој од нас со што се соочуваме. И затоа придува и прашува: сакаш ли да оздравиш? Болниот човек, кој што не можеше да оди, инвалид, одговорот беше потврден. Да, Господи, сакам. Кој би рекол дека не сакам? Никој не сака да биде заковен за земјата. Заковен во креветот, во 4 ѕидови. Никој. Сака да се движи, да оди. Сакам, Господи, да оздравам, но немам човек. Немам човек кој да ме спушти, да ми помогне во водата. 38 години, тој сигурно со некој се сближил, со некој разговарал. Еден до друг може би седеле. Но кога ќе дојде моментот на интерес, на потреба, тогаш сигурно секој си гледал да си влезе внатре во водата. Никој не е дошол да му помогне, да му даде ред. Или било како. Тој вели: немам човек. Еве да застанем овде малку, да размислиме на таа ситуација, да ние би се ставиле на вакво место. Како би се чувствувале кога би немало некој покрај нас да ни помогне? Кога ни е тешко во животот, кога најблискиот до тебе не е спремен да ти помогне, не ти помага, не е заинтересиран за твоите потреби, туку те гледа така, колку од корист, од помош. Или било, нели, од која друга причина, важно, од оној кого најмногу можеби треба да биде со тебе, да оди со тебе, да чекори, не е овде да ти помогне. А имаш очекување, имаш надеж. Тоа е тешко. Тој момент боли. Не се лесни тие моменти кога
немаш човек, немаш личност да ти помогне. Колку пати само во тие моменти сме повикале кон Господ. Често пати знаеме да даваме совети. Ќе го видиме некој дека е во тешка ситуација. Ќе му речеме, ќе се молам за тебе, се молиме за луѓето. Ама ретко кој да ги запрчиме ракавите и да отидеме да му помогнеме. Да одвоиме од нашето скапоцено време, не секогаш сме во брзиње, секогаш немаме време. Но дали забележуваме личности покрај нас кои што може би треба да одвоиме. Некогаш време, некогаш финанси, некогаш дури и молитви, разговор. Доволно е за некоја личност само да поминеш време, да бидеш присутен само покрај него. Не мораш да му даваш било што. Може би лекови, може би не знам што друго. Храна, постелнина. На кој што му треба. Самото присуство. Јудејците били тие присутни таму, побожните јудејци, кои што секоја сабота одели во синагогата. И тие наместо да се радуваат, наместо да биле овде да му помогнат, да влезе во водата, и сега кога е оздравен, тие го обвинуваат. 10 стих вели, затоа, заради тоа јудејците му рекоа на исцелениот, сабота не треба да ја носиш својата постелка. Па нели го забележа толку години, 38 години, дека тој човек лежи овде? Но тој, вели словото, им одговори, оно што ме излекува ми рече, земи ја постелката своја и оди си. И пазите сега, тие се заинтересуваат за кој е таа личност, вели, кој е човекот што ти рече вака? Земи ја постелката своја и оди си. Веќе вознемирени, видно вознемирени. Кој е тој човек така тебе да ти вели? Јудејци, фарисеи, побожни луѓе. Во Матеј 23, 23 глава, 23 стих, вели вака. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто давате десетокот нане, копра и ким, а сте го оставиле најважното во законот. Праведноста, милоста и верата. Ова требаше да го правите, а и она да не го оставите. И денес нема ли вакви христијани кои што изгледаат побожни, а се откажале од милосрдноста? Во Лука 6:36 се вели вака. И така бидете милосрдни, како што е милосрден вашиот Отец. Што е тоа милосрдие? Да одиш и да им помагаш на немоќните. Да бидеш милостив спрема нив. Многу од нив може би не заслужиле. Но милосрдието оди и помага. Кои раце се убави? Лични. Дали тие кои што се со крем намачкани? Дали оние кои што ноктите се сечени, педикир, маникир? Дали тие кои што се измиени многу убаво, не се напукани?
Рацете се убави само тогаш кога ќе нахранат гладна личност, кога ќе кренат некој кој што е паднат, кога ќе преврзат рана, кога ќе направат нешто добро дело. Тие раци се вредни, ценети, убави и чисти. Затоа не треба ние да се надеваме на човек. Туку надежта треба да ни биде само во Исус Христос. Тој лично се зазема за нас. Но и покрај тоа треба да запомниме нешто. Едно друго. Исус Христос помага преку верните. Исус Христос помага преку христијаните. Тој не слегува од небото во некоја светла облека и оди да им помага на луѓето. Тој се објавува преку црквата. Тој делува преку нас во овој свет. И помага. Кога ни дава срце, исполнато со милосрдие, со љубов кон ближните, кон браќите и сестрите. Затоа што и ние бевме паднати, затоа што и ние бевме болни од гревот или од нешто друго и Бог ни помогнал преку други христијани. Ние забележуваме како човекот кој што беше болен 38 години се покорува на Исус Христос и поверува на неговите зборови. И сега забележуваме една нова ситуација, која што се опишува во самиот текст. Вели Словото Божјо во 14 стих: подоцна Исус го сретна во храмот и му рече: ете сега си здрав и не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. Таа повторна средба, болниот кога се среќава со Исус Христос, сигурно е едно пријатно изненадување. Може би покасно во денот, поминале може би 1-2 часа од исцелувањето, имало многу народ, многу гужва се вели во Словото, и покасно тие пак се среќаваат. Поминала таа гужва, да кажеме, со јудејците кои го бараат, кои го обвинуваат затоа што во сабота тој исцелува. И сега има еден втор разговор помеѓу Исус Христос и болниот. Исус Христос не беше завршил со болниот. Го исцелува телесно и ајде, заминува, здрав си, оди. Но и требаше втор состанок. Втора средба, втор разговор. Не е завршена целосно работата со болниот. Исус Христос работи со нас. Со тебе и со мене. Еднаш ќе се сретне, може би во болеста. Вториот пат ќе се сретне во успехот со тебе. Третиот пат може би на некој друго место. Бог не среќава во разните периоди, во разните ситуации од нашиот живот. Не остава. Ние си мислиме, Бог ја задоволи мојата потреба, јас сум сега веќе здрав и толку. Услишена е било каква друга потреба. Веќе не одам на црква. Има многу така луѓе верни. Завршено е. Но Бог ќе те сретне таму, надвор некаде. Дојди тук. И што му вели Исус Христос? Ете, сега си здрав и не греши веќе. За да не те снајде нешто полошо. Пазете, тоа Исус кој што се знае, тој знае што може да не снајде секој еден од нас. Да не чува Господ. Не греши веќе за да не те снајде нешто полошо. Што полошо може да те снајде од 38 години закован во земјата, во креветот? Има и полошо. Но ете, да се запрашаме.
Каков грев беше направил тој човек? Каков грев тој би можел да направи кога е цело време на едно место? Неподвижен. Не може да отиде според 10 Божи заповеди, да оде да украде нешто, да отиде да убие некој. Не можеш. Да отиде да се клања на други богови, не можеше тоа да го направи. Ниту пак во сабота, тоа е првото нешто за сега кој што јудејците го обвинуваат, во сабота стануваш и одиш. Тој никогаш повеќе тоа порано претходно него беше тоа направил. Каков грев тој би можел да направи од едно место таму каде што седи. А Исус му вели, не греши веќе. Што ни дава до знање дека тој човек досега грешил со нешто. И од овде, драги мои возлюбени во Христос, ние разбираме дека станува збор за тие невидливи внатрешни гревови кои што се во нас самите. Не знаеме, може би тој го обвинувал Бога заради неговата ситуација. Може би го хулял, може би чувствувал омраза спрема некој друг. Може би завист, како тоа гледа луѓе околу него цело време одат, чекорат, вршат зло, прават, а здрави се. Ви се јавило ли некогаш чувство, сигурно ќе се сетете, каде што се наоѓаме, например, во некоја тешка, лоша ситуација, а го гледаме другиот, добар е. И криво ни е. Имало, нели, такви ситуации и моменти. А многу полошо прави. Не знаеме, може би болниот тоа го мислил. Може би омраза во себе си. Или пак страст. Таму било бања, се облекувале голи. Дали имало некој од спротивниот пол? Немало. Било што друго. Во нас ние можеме да носиме гревови кои што не се видливи. Ние често пати ги сметаме опасни оние гревови кои што се видливи и ги осудуват луѓето. А што правиме со тие кои што не се гледат? Со лошите мисли, со лошите побуни, тоа кој што од внатре врие. Гордоста, зависта, љубомората, себичноста. Колку само тие нешто можат да се вплеткат во разните ситуации, во разните мисли, планови кои што ги имаме во секојдневието. Многу потешки и опасни гревови. Зошто се тие толку опасни и тешки гревови, внатрешните, невидливите? Затоа што се неприметливи и не побудуваат во нас чувство на вина или пак на покаяние. Ако некого убиеме, веднаш ќе се чувствуваме виновни, ќе бидеме осудени од општеството. Ако некого излажеме или открадеме. Но ако немаме љубов кон Бога, ако мразиме некого, ако завидуваме, ако имаме гордост, тогаш тоа многу често доаѓа, многу тешко доаѓа до површината за ние да почувствуваме потреба да се покаеме или вина нешто да не осуди од внатре. Само Словото Божјо, само Исус Христос доаѓа и ти вели, не греши веќе. Колку пати сме незадоволни. Имаме многу, Господ ни дал, а сме незадоволни. Виде го, тој има повеќе од мене. И негодуваме, не сме благодарни на Бог. Треба на тие нешто да внимаваме. Тоа може да биде голем, огромен спектар од гревови, кои што секој еден од нас треба да си ги преиспита и да не грешиме веќе, затоа што Исус Христос вели, не греши веќе, за да не те снајде нешто полошо. И затоа, пак ќе се навратиме на прашањето кој што Исус Христос го поставува и овде многу повеќе ќе го разбереме, сакаш ли да оздравиш?
Многу луѓе и верници и ние не сакаме да оздравиме од тие внатрешни гревови. Нема потреба, не чувствуваме никаква потреба да оздравиме од тие гревови. Од болеста, телесна, надворешна, да. Се би направиле, се би дале за да оздравиме, да бидеме здрави. Но од внатрешните гревови сосаме на место прашањето дали сакаме да оздравиме. Да бидеме духовно здрави од гревот. Гревот парализира. Телесна и духовна парализа имаше тој човек. Инвалидитет. Телесното се отстрани, но сега беше наред духовното. Ово утро, брат и сестро, Господ сака тоа да не запраши. Дали може би имаш некој духовен инвалидитет? Некоја парализа духовна? Нешто кој што однатре треба да оздрви Господ. Тоа го гледа. Тој може би има втора средба со тебе, кај што те повикува, дојди да поразговараме. Не греши веќе. Може полошо нешто да те снајде. И кога не снајшло нешто полошо, не треба да се чудиме од каде е дошло тоа. Веќе Господ ни кажа. Не греши. Дали ние во здрава пета трн си ставаме? Често пати така се случува. Што може, кој е тоа полошо нешто на кое што Исус Христос мисли? Тоа може да биде втората смрт, огненото езеро, кога станува веќе збор за духовното. Не смееме тоа да го допуштиме. Затоа што веќе знаеме. Понатаму човекот станува сведок за Исус Христос. Тој сведочи. 15 стих вели, а човекот отиде им каже на јудејците дека Исус е оној кој што го излекува. Исус е Спасителот. Сведоците Христови се гонети од безбожниците. 16 стих вели, и затоа јудејците го гонеа Исус и сака да го убијат затоа што тоа го вршеше во саботата. Го гонеа. Исус го гонеа, првите христијани ги гонеа и секој верен човек во овој свет е гонет. Кога верно се ја врши задачата, работата. Може би не на истиот начин, но од различни други непригоди. Тој е напаѓан, гонет. Исус ја има власта, како и неговиот Отец. Отецот со збор создаваше, Исус со збор лекуваше. И даваше нов живот. Исус е Бог и сака да има власта над твојот и над мојот живот. Затоа, драги брат и сестро, послушај ги неговите зборови и покори му се. Може би се тешки за послушување. Сигурно на болниот човек му било тешко после 38 години некој да му каже стани, земи ја постелата и оди си. Абе, ајде, не ме замарај или ти ли ќе ми кажеш. Но да, кога Исус Христос ти вели направи го тоа, поверувај и прави. Да поверуваме и да одиме. Ако не би поверувале, ние ништо не би направиле. Верата таа која што не придвижува, верата таа која што создава доверба во нас, да го направиме практичниот дел. Верувај и направи го тоа. Предај го животот преку молитва и поборај да те излекува од гревот, да ти прости. Ово утро нека да си испитаме и на тие внатрешни гревови, кои што ги имаме во нас.
Секој еден од нас си ги знае. И треба пред Бога да ги откриеме. Тоа е многу важно, драги браќи и сестри. Во 32-иот псалм, со тоа и ќе завршиме, се кажени многу важни стихови, првите стихови. Првиот и вториот стих. Што ни зборуваат? Блажени се оние чии престапи им се простени и чии гревови се покриени. Блажен е оној човек кого Господ не го смета за виновен и во чии дух нема и измама. Како само блаженство е тоа? Кога ќе знаеш дека нема Бог да те смета еден ден за виновен. Дека гревовите ти се опростени. И видливи, и невидливи, и надворешни, и секакви. И тајни, и јавни. Имаш ли таа убеденост преку Светиот Дух дека е опростено? Дека е слободно? Додека има време, спаси ја душата, додека има време, дај му слава на Бога, затоа што е достојно неговото име да биде прославено и возвеличено. Амин. Ке взамо се справете за молитва. О, Господи, фала Ти што гледаш длабоко во нашата внатрешност, подлабоко тоа што ние можеме да си видиме. Нашите гревови не се за пред другите луѓе, но за пред Тебе. Дај ни сила, Свети Душе, за да можеме да ги познаеме, да се бориме против нив, да ги исповедаме, за да не најде нешто полошо. Те молиме, Господи, смилувај ни се. Прости ни што често пати ние не гледаме со милост и милосредност кон другите луѓе. А благодарни сме што Ти погледна милостиво кон нас. Важно Ти е, Господе, како ние гледаме на своите гревови. Нека и нам не биде важно. Прости ни што често пати ја гледаме раската во окото на братот, а не можеме да се ја видиме својата греда. Тоа е наш недостаток. Тоа е недостаток на верниот, на црквата, на верникот. Прости ни, Боже. И учи не како да се испитуваме себе си во светлината на Твоето Слово, на Тебе, Свети Души. Благослови ја црквата овде во Колешино. Верниците, оние кои што се тука и оние кои што не се тука. И приближи не сите заедно до Тебе. Сега сите ќе Ти се молиме онака како што Ти не учеше нас. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и опрости ни ги долговите наши, како и ние што им опроштаваме на нашите должници, и не наведувај во искушение, но избави од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Може да седнете. Ќе го прославиме Бога со песната 194. Слобода од гревот сакаш ли ти, само во крвта на Исус има моќ.
единствено таа чисти од грев со својата пречудна моќ. Нека да ги слушнеме децата.
се од праведност, побожност, вера, љубов, трпеливост, кротост. Прво Тимотеј 6:11. Благодариме, деца. Што се однесува до информациите, молитвен час ќе има во среда во 19 часот. Следната недела е утринската богослужба од 10 часот. Вечер во Струмица, во нашата црква во Струмица, ќе има славителска вечер со почеток од 19 часот. Сите сте поканети. Има стигнато списание Пат на животот, кој сака може да си земе. Сега ќе ве замолам да се исправиме за песната број 1 и веднаш тоа благословот. И мирот Божи, кој што го надвишува секој човечки ум, да ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус, сега и во сите векови. Амин. Со ова богослужба е завршена.